Како Македонија стана слеп колосек на Балканот. Пред 151 година од Солун во Велес стигнал првиот патнички воз. Денес нема железнички патнички превоз до ниту една соседна земја. Во времето на поранешна Југославија сообраќаа возови од Атина, низ Солун, Скопје, Белград, па до сите поголеми западноевропски градови. Што се случи? Од осамостојувањето, железничкиот сообраќај во Македонија почна да пропаѓа. Немаше инвестиции ни во нова, а ниту во постоечката железничка мрежа. А македонски железници постојано работеа со загуби. Пругата кон Бугарија, која е дел од коридорот 8, ја најавуваа сите претходни влади. Ставаа камен темелници, но со децении не се работеше скоро ништо на теренот. Сега повторно почнаа градежни активности, но со неизвесен исход. Поделени се во 3 фази. Од Куманово до Белјаковце пругата е готова. До Крива Паланка моментално се работи, а последната фаза, поврзувањето со Бугарија, не е ниту почнато. Најголемиот проблем тамо е поврзувањето. И тоа е еден тунел кој што е преку 2 км, значи не е тунел што 100-200 метри, туку е 2 км, е огромен во вредност и во износ. Бугарската страна за овој тунел во моментов нема ни проект. Коридорот 8 треба да оди и на кај Албанија, а за таа делница не се ни разговара. Владата најавува и брза пруга од Гевгелија преку Табановце кон Србија и поврзување со брзата пруга низ Србија до границата со Унгарија. Таа делница е дел од коридорот 10, но нема проект, па се е само идеја. Да, ако не се изгради би останале изолирани, затоа што со самото тоа што Србија го гради и коридорот за поврзување со 4C, односно Ниш Димитровград преку Бугарија, со тоа на некој начин ние би останале изолирани. Мислам дека треба да го фане последниот воз. Сега низ Македонија по таа траса има пруга, но минуваат само товарни возови кои често стојат со денови на Табановце, бидејќи нема локомотиви. Кога како патници ќе се качиме во воз и ќе можеме да патуваме надвор од државата, никој не може да предвиди.